До премиерот Заев, вчера објавивте нови имиња во сите општини каде имате своји кандидати. Сега моето прашање е како очекувате доверба од граѓаните кога изминативе 4 години како локална и 5 години како централна власт ништо не сменивте во однос на урбанистичката политика, особено во главниот град, повторно се гради на секој чекор, неплански, што е најважно. Секоја населба има, од сите куќи во сите населби станаа згради. Не донесовте закон за финансирање на општините, со што општините, комуналиите не би биле единствен начин на финансирање на општините, односно би имале други приходи, па не би можеле толку градоначалниците да се правдаат дека мора да се гради за да имаат пари. Не донесовте закони ни за урбанистичко планирање. Оние кои ги донесовте беа лоши, па по притисок на јавноста ги сменивте. А знаете дека граѓаните на локалните избори во 2017 токму за овие прашања ви ја дадоа довербата. Благодарам. Критички осврт на прашањето, секако не се согласувам со ставовите кои што ги изјаснивте. Се повлече законот под укажување на јавноста за легализација на бесправните градби и навистина согласно укажувањата се прават промените токму од граѓанските активисти, од граѓанските организации и така натаму. Донесен е нов закон за просторно и урбанистичко планирање каде што буквално се сменети параметрите согласно укажувањата на граѓаните, а тоа е паркинг во самата парцела, не може да решавате надвор од парцелата и најмалку 20% зелена површина во самата парцела. И Скопје, како што реков и во моето обраќање, на вистина поинаква приказна. Затоа што мегаломанството застана во Скопје. Ние ветивме дека Скопје ќе продолжи да се гради, но дека се откажеме од мегаломанските проекти. Скопје се гради со усул, се гради и периферијата, и централниот дел на градот, во сите општини, рамноправно, затоа што не смееме и не треба да го застанеме развојот на Скопје. Секако, сите овие проекти, каде што владата прави реалокација на огромни пари од централниот буџет, се најголемото олеснување на самите општини и на градот Скопје, за да своите собствени средства наменети за ваквите проекти кои што ги финансира државата бидат алоцирани за уште повеќе зелени површини, спортски детски игралишта, тротоари, пешачки патеки, велосипедски патеки и впрочем тоа е најмногу изградено. Еве да ги земете најцентрално поставените општини Карпош, Центар или Аеродром, не можете никаде да кажете дека има мегаломанство, дека има навала, дека има напад на урбанизација, затоа што дефинитивно тоа е спречено не само со волјата на градоначалниците кои што беа избрани и пред се на советниците, исто така, затоа што тие ги носат урбанистичките планови, тука е спречено со законот. Законот веќе ги лимитира и висините и габаритите на објектите за кои што се градат. Уставното право на собственост е нешто кое што е неприкосновено во демократијата, така и кај нас, но сега ставивме ред во растот и развојот на градот Скопје. И за тоа сме горди. Се надеваме во следните 4 години, како што очекуваме поддршка, ќе продолжи раст и развој на градот со усул. Тоа беше пораката и 2016, тоа беше очекувањето на сите тие граѓански активисти од шарената револуција, тоа беше и главната порака на изборите 2017 година, за кои што се избраа тогашните, односно се уште сегашни градоначалници и во Скопје и во цела Република Северна Македонија. Дојдете на водно, а ќе билото само бидете од десно, Капиштец, големо безредие. Кога одите према водно, кога сме со зградите, свртете се десно на Водњанска, Капиштец, баш и нема некој ред со градење згради. Ке морам да ве замолам да повторите прашањето. Значи Скопје кога одите лево, десно, како? Кога одите према Водњанска, према вилата на водно, Добро. десно Капиштец, баш и нема некој ред со градењето. Што таму живеам и знам како е. Значи јас ви кажувам за анализата на сегашните одобренија за градба дадени во последните 4 години. Имате одобренија за градба издадени од 2013, од 2015 година, кои што се право на граѓаните. Такви имаме издадени одобренија и во градот Скопје и во Охрид, кои што се проблем и за УНЕСКО и секаде кои што права можете само преку суд да ги оспорите заради одредени законски решенија, но законски решенија кои што се донесени постфестум, после издавањето на овие одобренија за градба, дури добиваат во судските постапки, во судските процеси. Секаде каде што се издавало одобрение за градба, а е сензитивна јавност, имало отворена дискусија заради слободата, секаде се разговарало и секаде бил слушнат гласот на граѓаните. И најважно од се, лимитирано е согласно законот за просторно урбанистичко планирање и согласно законот за градење. Денеска сите овие проекти кои што беа замислени со 30, 50, 60 ката, максимален габарит, блоковска поставеност, сите се откажани. Немате веќе блок на згради
кој што буквално го спречува флуктуирањето на воздухот во државата. Немате никаде такво одобрение издадено во сите општини во градот Скопје. Никаде немате мегаломанство од 60 спрата или слично. Затоа што не градоначалникот, не советот, затоа што самиот просторен и урбанистички план и законот за просторно урбанистичко планирање тоа го лимитира. Затоа што можат и морат паркинзите да ги сместат во рамките на парцелата. До 3 нивоа е исплатливо, подоле не е веќе исплатливо, што значи мора да обезбедат простор на самата парцела за паркинг покрај просторот кој што мора минимум да биде зелена површина. Дури локациите кои што беа најмногу во дискусија, ќе може да видите дека имат преку 50% зелени површини во нивните планирања. Може да видите во самите локации дека паркингот е решен во самата локација. За прв пат во овие последни 4 години. Обично ги решаваат на соседните катни гаражи, на други соседни парцели, која што го правеше мегаломанството во изградбата на сама парцела и мегаломанството во севкупната градба во Скопје. Кога може да ја очекуваме вашата конечна листа за градоначалници, особено за Куманово, исто и листата на Дуи, и за кого би можеле да очекуваме поддршка во вториот круг, особено затоа што Беса ве повика да не им се мешате во битката со Дуи и најави дека ќе излезе од власта доколку дадете поддршка за Дуи. Јас секој пат навистина предлагам автентично да ги читаме изјавите, а не коментарите или новинарските осврти, за да може да сватиме дека ние од самиот почеток до ден денеска јасно стоиме на пораката за заеднички настапи меѓусебна поддршка на овие локални избори. Прво рековме, тоа се локални избори и избори на личност. Даваме една широка лепеза на избор преку кандидати за градоначалници и за советници и советнички на граѓаните да бират. Логично е некаде каде што можеме во првиот круг да се поддржиме, коалиционите партнери се поддржуваме. Таму кај што не, вториот круг се поддржуваме. И тоа е јасно и како ќе настапиме на секаде во нашата земја. Како што гледате, иако е помал партнер од СДСМ и од ДУИ, Беса, даваме шанса секаде скоро настапуват, ќе имат опција граѓаните да се изберат на вистина за најдобрите кандидати и кој од нашите коалициони партнери, вклучително СДСМ, ДУИ, ДПА, Беса и другите помалку бројни партии, ќе добие поддршка од граѓаните на нивниот кандидат, тогаш сите ќе го поддржиме во вториот круг, наспроти опозициониот кандидат. И е јасна единството во самата коалиција на централно ниво, која што се преточува во коалиција на локално ниво, која што секако со своите специфики за локалните избори, каде што личностите се доминантни и нивните програми, дефинитивно представува демократски осврт на оваа владеачка гарнитура. На овие избори излегува и многу независни кандидати, независни листи и претежно се од вашата партија. На што се должи тоа? Дали може да очекуваме фракција во СДСМ? Тоа се должи на слободата и демократијата. Ја сакавме и ја живееме. Ова е убавината. Рековме зошто сме за една изборна единица. Макар со еден пратеник да добија шанса мала партија да може да биде совест во парламентот. Еве не се случува на локалните избори. Дел од тие листи ја ќе имат, ја ќе немат советници, некој ќе има еден, е многу значаен затоа што може да биде на вистина еден граѓански експертски осврт на важни проблематики за граѓаните низ периодот од наредните 4 години. Ова е убавината на демократијата и слободата која што ја носи. Ние не ја подценуваме ниту една листа, важна е секако, но Социјалдемократскиот сојуз знаете дека од 2013 година наваму е единствен, настапува единствено и овој пат ќе настапува единствено. Секако тоа единство во еден значаен период, како што беше 2015 и 2017, беше и со граѓанските организации и независни луѓе, експерти и професионалци, кои што сега заклучија дека со одветно време некој од нив да настапат и преку независни листи. Не ги подценуваме ваквите независни листи, напротив, мислиме дека е еден нов квалитатив во севкупната живеачка и во општините и во државата. Само уште едно прашање околу епидемиолошката ситуација, особено во Тетово, Деновиве загрижувачко, дали може би се планира карантин? И што е со високите бројки на смртност Деновиве што ги гледаме? Не би сакал да зборам подетално тоа што министерот за здравство и здравствената комисија го кажуваат, затоа што се стручни, ги знаат деталите, но јас како председател на влада, кој што сум должен да ги следам параметрите, бројките, прво, добро е тоа што во последните денови бројките, дигајќи и растејќи ги во едно нагло ниво, се стабилизираат во двата најекспонирани градови, каде што прво почна да растат бројките, тоа се нашите Тетово и Гостивар. Сега имаме едно урамнување на бројките, која што прво значи
дека силата вирусот ја истрошува, второ мерките веројатно даваат резултат и трето најважно граѓаните дополнително повеќе внимаваат. Нема дискусија за специјални карантини или за посебни ограничувања, затоа што се надеваме дека бројките на вистина, како што е кривата растечка, веќе во последните неколку дена е стабилизирана и дека ќе почне во следниот период да паѓа, секако пред се и нација ако се придржуваме сите на мерките и ако внимаваме токму за тоа. Дефинитивно за другите аспекти јас би повикал да го поканите министерот, затоа што тоа што го гледам од бројките се работи за луѓе секој пат, наши сограѓани кои што исто така имали своји други хронични болести, пателе од некои други болести, како доминантен процент или податок од тоа што граѓани губат животи заболени од ковид, но деталите ќе ги кажат тие. Она што можам јас само да го кажам, тоа што се случува во Северна Македонија се случува и во регионот и во насекаде во светот, во делот и на бројките и во делот на смртност. Затоа едно е јасно видливо, каде повеќе граѓаните внимаваат и каде повеќе сите сме поодговорни, било каде на земјината топка, таму е поконтролирачка ситуацијата, имаме и помалку заболени и помала смртност. Не одговоривте кога ќе биде комплетирана целата листа на СДСМ за кандидати за градоначалници и дали можеби во игра остануваат актуелните за Куманово и за Струмица. Денеска продолжуваме вечерва на состаноци и ако се донесат одлуки, уште утре ќе бидат исто така објавени, продолжуваме за време на викендот и продолжуваме некаде почетокот на следната недела. Напоменувам, рокот за поднесување листи е 11 септември. Така да имаме доволно време да направиме самите анализи. Јас не би можел да кажам кој каде останува се додека не ја донесеме одлуката. Мене ми се сите драги, почитувам се што е сработено. Прашањето е дали доволно сработено или не, за да се даде конечноста на одлуките, а секако тоа на многу прецизен и видлив начин го кажуваат граѓаните преку анкетите. Ние ветивме дека ќе го понудиме најдоброто и навистина се трудиме да го понудиме најдоброто. Господине Заев, гледаме дека многу земји кои што се во многу подобра економска состојба од нас ќе примаат по 5 или 10 бегалци од Авганистан. Македонија најави дека вие најавте дека ќе прими 1800. По колку пари ќе чини државата примањето на тие бегалци? 74.000 денари веројатно. Затоа што смештајот на луѓето, исхраната и се што е околу таквите луѓе, кои што верувам дека овие денови ќе стигнат, затоа што навистина е комплицирано на аеродромот во Кабул тоа што се случува. Верувам дека прво ќе стигнат граѓани кои што се, уште еднаш повтарам, миротворци, активисти за човекови права, новинари, преведувачи, жени, деца, луѓе кои што работеле на формирање на семејството во тамошни услови, на демократијата, на слободите и така натаму, и пред се и нација луѓе локал стаф, асистенти и на нашата армија во овие 19 години од 2002, кои што обслужиле вкупно 3500 македонски војници за 11 години во Авганистан. Зошто се определивме за поголема бројка од некои поголеми држави кои што се определи од помала бројка? Затоа што веројатно имаме повеќе срце. Затоа што сме повеќе луѓе. Веројатно затоа што живееме, растеме и старееме во регион во кој што трпел конфликти и пател. И знае што е солидарност. Пред себе Скопје, навистина град на солидарноста, каде што целиот свет солидарно ја испрати пораката од 63 година, но и за цела наша земја при сите елементарни непогоди и катастрофи. И затоа е поттикот да бидеме солидарни. Се работи за прашањето сме луѓе или не сме луѓе, да подадеме рака. Сите знаеме под превезот на фундаментализмот што се случуваше токму во таа земја и во другите земји каде што ИСИС и фундаменталистички сили владеат, односно имат контрола. Во такви едни околности гледавме како лесно се губи животот човечки. Еден човек да спасиме, мислам дека го спасуваме светот. Затоа даваме солидарна помош, како што реков, ние се јавивме и ние се понудивме, заедно со нашите стратешки партнери, да се понудиме како земја, согласно нашите можности и капацитети, солидарно да го споделиме од тоа што значи одговорност, принципи, вредности со демократскиот свет, во делот на временото прифаќање на локал стаф и луѓе од Авганистан кои што навистина се под закана за губење на своите животи.
Така да бројките никој не може уште да ги каже, затоа што и оние кои што беа потврдени 650, 730, 780, еве вчера попладне дел се откажани затоа што отишле на некоја друга дестинација, не можеме да ги покажеме, да ги потврдиме точно кои ќе бидат бројките. Многу е важна пораката и подготвеноста да е една мала земја овде во срцето на Балканот, солидарно, рамноправно, рамо до рамо со целиот демократски свет, ја испрати пораката на човечноста, на хуманоста, на солидарноста и меѓусебното споделување на одговорноста во амбицијата за спасување на човечки животи. И уште едно прашање. Вчера во селото Врапчиште беше испратено погрешно мртво тело од едно семејство. Дали може да ќе побарате одговорност од некого, па дури од некој повисок функционер? Прв пат слушам за ова и не би коментирал. Прв пат слушам, не сум информиран. Повелете друг некој? Би сакала да прашам само во врска со предлогот на опозицијската ВМРО ДПМН за електронски попис. Дали е можно тоа, дали би го разгледале ова прашање со оглед на моменталната епидемиолошка состојба во земјава? Прва седница на парламентот е на 14 септември, пописот почнува на 5. Само апелирам, аманте сериозни да биде. 20 години немам попис, не до вас, до опозицијата, вие сте должност да пренесете на граѓаните и благодарам на прашањето. Попис има, мора и ќе има. После 20 години сме држава, нација, што сме? Мора да има попис. Лековме, олеснете пописот за електронската база на податоци кои што го имат. Голем дел ќе бидат само испроверени. Вториот дел, обезбедени се комплетни мерки. Благодарам на граѓаните што во последните денови аплицираа и еве, фала Богу, екипирани се комплетно попишувачите. Се е подготвено за пописот. Имав прилика вчера, токму преку вас медиумите, да го следам и директорот Апостол на Заводот за статистика. Драго ми е што нашата земја конечно покажува капацитет да спроведе ваква статистичка операција, кој што верувајте, водам извршна власт живот, значи фер, значи рамноправност, значи еднаквост во распределбата на економските ресурси, еднаквост во правото на развој, во правото на рамноправен, квалитетен живот за граѓаните на сите. Многу е важна оваа работа да ја спроведеме и еве сме подготвени во предвечерието. На 5 септември ќе почне подписот, ќе заврши на 30, соодветно време колку е потребно, не знам, да се обработат податоците, ќе бидат објавени, ќе продолжиме нормално животот, само сега дополнително повеќе информирани. Благодарам. Друг некој прашање? Фала ви многу и на медиумите што го следевте овој настав.